Почитувани, ВМРО-ДПМН покрај огромниот успех на избрани 33 градоначалници уште во првиот круг, има огромен успех на советничките листи со 550 избрани советници во советите на општините и градот Скопје. 550 советнички места за ВМРО-ДПМН, наспроти 232 за СДСМ. 153 за ДУИ, 66 за Левица, се доказ дека ВМРО-ДПМН е повеќе од апсолутен победник на овие избори. И дека граѓаните јасно покажаа во кој правец сакаат да се движи државата. На овие избори ВМРО-ДПМН освои 12.000 гласови повеќе на советничките листи во однос на локалните избори во 2021 година. А во исто време СДС изгубиле 111.000 гласови на советничките листи во споредба со 2021 година. ВМРО-ДПМН е партија со најмногу советници во 59 општини и градот Скопје, од кои во најголем дел има апсолутно мнозинство во советите. Граѓаните покажаа дека политиките на работа, посветеност и одговорност се политики кои ги преферираат и политики кои сакаат да продолжат. Граѓаните избраа раст и развој, одговорност и посветеност и честна работа. Граѓаните избраа вистински луѓе на вистински места. Воедно ги повикувам граѓаните да ја заокружиме ова огромна победа во вториот круг од локалните избори во општините каде што има втор круг. Да излезат масовно и да ги поддржат кандидатите на ВМРО-ДПМН со заокружување на бројот 9. Ви благодарам. Ако имате прашања, повелете. Да, јавно прашање, каде очекувате дека условно најкритична би била битката во вториот круг, односно каде е најтесно и се двумите дека можеби ќе добиете или нема да добиете градоначалник, особено еве Центар или слични Карпош, такви општини. И второто прашање ми е, бидејќи вели дека СДСМ изгубила гласови, вчера од СДСМ направија друга пресметка во однос на вашите гласови со парламентарните избори лани, каде што се гледа намалување на бројот на вашите гласови. Како го коментирате тоа? Имавте повик за оставка на Филипче како морален чин после ваквиот дебакл, и велат дека тоа не е малша права. Од второто прашање, точно, нека се го гледаат сопствениот довор, но еве ги бројките каде што може да се види разлика од локални со локални избори. И таа споредба секогаш се правила во минатото, и вие како новинари најдобро сте го правиле тоа да се направат споредба со локалните избори, но она што јас би го кажал дека граѓаните дадоа апсолутна целосна поддршка на ВМРО-ДПМН, и тоа е доказ. Може да видиме дека над 33 општини уште во првиот круг, за разлика од 2021 каде што помалку општини имаше во првиот круг, завршено за ВМРО-ДПМН, односно победа за ВМРО-ДПМН. Јас само да се заблагодарам на сите граѓани што ни ја дадоа оваа поддршка, бидејќи е стимул плюс за работа, стимул плюс за оние проекти што ги водиме. Она што СДСМ го прави во моментов, бара некој своја алиби за целиот дебакл, но нека погледнат во градот Скопје се пета партија, па мислам сами ќе си дадат заклучок на каде да нивната работа. Околу првото прашање, каде би имало тесна битка, јас би рекол дека насекаде ќе се бориме да победиме. Ги знаете резултатите од првиот круг, максимално посветено ќе продолжиме од врата на врата во секој мало да разговараме со граѓаните и да го подобриме својот резултат насекаде. Иако мислам дека овој бран сега што веќе зафати, дека ќе имаме уште повеќе општини со победа, се разбира, односно ќе имаме историска бројка на општини. Да видиме како ќе се одвива целиот изборен процес, но мислам дека скоро во сите општини ќе победиме. Фала ви многу, имајте убав ден.